Денеска, значи, има блокада на граничните премини поради ограничувањата во Шенген зоната. Каква е состојбата еве денеска на неколку часа пред да се активира оваа блокада? Сега немаме добиено никакви повратни одговори во однос на тоа дали се преземаат чекори да се организираат одредени средби со Европската комисија и представници на владите на сите 4 држави за да се надмине овај проблем. И затоа ние имаме донесено решение да започнеме точно напладне во 12 часа со блокада на сите гранични премини кои што директно или индиректно се поврзани со земјите кои што се членки во Шенген зоната. На почетокот кога се потпишуваат тие спогодби, еве ние сме веќе 17 година како имаме потпишено, во Шенген зоната беа многу мал број на држави. Што значи дека броењето на тие 90 дена во 180 дена не беше толков проблем. Меѓутоа, со текот на времето и годините како поминува, веќе имаме затварање на целиот круг, затоа што од минатата година, кога влегоа Румунија и Бугарија во Шенген зоната, веќе имаме 29 држави во Европа, кои што се во Шенген зона и не можеме да ги прескокнеме. Што значи, само што ќе влеземе на територија на одредена држава, веќе почнува да не се бројат деновите. Во тие, ако го поделиме тие 90 дена во тие 6 месеци, можеме да кажеме дека превозникот, односно возачот, може да престојува 10 до 15 дена во еден месец, зависно од тоа каква му е дестинацијата, растојанието од каде до каде вози. Али, кој ќе ги пресметаме ефектите од таква работа, тие се минорни и неисплатливи. Исто така, ако одиме на тоа да земеме по двајца возачи да возат на едно возило, тоа значи дека едниот возач 3 месеци треба да седи дома, да му плаќа превозникот минимална плата, а другиот возач да вози и после 3 месеци да се менува. И тука нема економска правилност. Никој, поготово што во областа на превозот, транспортот, секоја се плаќа преку реализација, никој од возачите нема да сака да седи дома 3 месеци, а да зема минимална плата и обратно. Тоа не е исплатливо ни за превозниците, кои што би требале за да успеат да се многу флексибилни, бидејќи во превозот не постојат производи кои што можеме да ги складираме и да чекаме да дојде подобро време. Значи, возилото мора да се движи. Кое е главното барање на превозниците за да се најде решение за престојот на возачите? Главното барање на сите нас е да се смени третманот на како да кажам, третманот кој што се води во моментов за професионалните возачи. Значи, професионалните возачи се ставени во иста кошница со туристите, со мигрантите, со илегалните работници и доколку се надмине тој одреден број на денови кој што е даден 90 во 180, истите се депортираат и се враќаат во матичните држави. При тоа, она што е најопасно е што се задржуваат возилата таму каде што се затекнати, односно застанати, се ставаат на паркинг плац. При тоа во возилата има товарена стока која е во сопственост на некое трето лице, што значи сигурноста и за таа стока и за самите возачи кои доживуваат огромни стресови е многу голема. Затоа е оваа борба, бидејќи индиректно и директно превозниците, а со нив и сите трговски друштва во стопанството, ќе им се нанесе штета затоа што ќе дојде до прекин на синџирот на снабдување. И затоа ние бараме да се најде решение, а као можни решенија постојат две, односно е да не додадат во регулативата која што е наведено дека екипажот на бродскиот, железничкиот и авиопревоз не им се пресметува денови за престој, или пак доколку не сакаат на тој начин, сакаат на некој начин да не контролираат, да одредат држави преку кои ќе можеме да вадиме 5-годишни визи, меѓутоа мултивизи, кои што нема да имаат ограничување и со тоа би се постигнала поголема ефикасност и флексибилност во однос на вршење на превоз на стока.
Овие протести, блокади ќе траат според најавите, нели 7 дена. Меѓутоа, очекувате ли повлекување на новите правила и според вас искуството што ви говори кога би било тоа, имајќи ги во предвид сега реакциите дека ќе се преговара нели со секоја земја поединечно. Каква ќе биде состојбата за Македонија? Како прво, не може да се преговара со секоја земја поединечно, затоа што Погодбата за визна либерализација нашата држава и српската и босанската ја имаат подпишено со Европската комисија. Значи, решението кое би го донела Европската комисија ќе се однесува на сите земји членки на Шенген зоната. А она поединечно тоа ние како Македонија, кога се работи за влез во нашата држава, бидејќи не сме во Шенген зоната, а имаме исто правило 80-190, тогаш треба секоја држава за нивните граѓани поединечно да преговара со нас. А во обратен случај, значи во овој случај кога имаме генерална спогодба, тогаш она што ќе го донесе Европската комисија ќе важи за сите држави. Така, вице-премиерот и министер за транспорт Николовски претходно најави дека веќе една година и тие алармираат за проблемов со транспортерите и со електронската евиденција на ЕУ. Овој проблем ние као превозници од сите 4 држави веќе 2 години го работиме. Значи прво почнавме со дописи до сите странски инвеститори, до сите комори, доставувавме за да ја сватат сериозноста и да ни помогнат и они да лобираат, затоа што ако ние имаме директна штета, они имаат индиректна штета, која е многу поголема него што се однесува на изгубен некој превоз, да кажем. Меѓутоа, последнава година соработуваме активно со надлежните органи во државите. Направени се неколку средби во Брисел, во Белград, каде што е разговарано за овој проблем од секој аспект. Меѓутоа, за жал, рекоа дека до 15.1. ќе донесат одредено решение. За жал, не донесува ништо и затоа решивме да ги правиме овие блокади. Така да искрено јас се надевам дека ова не е толку мал проблем. Засегнати се многу овие фирми, значи економијата во цело се засегната, сите 4 држави. Најважно е тоа што и овие странски инвеститори, нивните матични држави се во Европска унија, што значи дека сами на себе си нанесуваат штета и затоа се надеваме дека ќе се надмине овој проблем. Така, очекувате ли, бидејќи од Стопанската комора и првиот човек на комората рече дека особено е периодов жесток и критичен тонот на самите странски инвеститори во земјава, кои велат и со представниците на ЕУ, нели, ќе разговараат, ќе реагираат. Значи, какви би биле последиците по стопанството доколку оваа состојба продолжи? Видите, кога оваа состојба, ако не закочи нас транспортерите, бидејќи транспортот е крвоток на секоја држава. Значи, ние ги спојуваме и увозниците и извозниците. За да работат производните капацитети, без разлика од каде е капиталот, значи мора да се донесат репроматеријали. Што значи имаме увоз. Која ќе се направи готовиот производ, мора да се извезува. Значи, имаме извоз од државата, ако нема можност превозниците кои што се од Балканот, кои што се во матичните држави се најефтини, затоа што секој кој ќе дојде од далеку да вози има многу повисоки цени. Тогаш ќе имаме проблем повеќе кратен. Да кажеме дека ќе дојде до покачување на цените на превозите, забавување на доставување на производите, дали е репроматеријал, дали е трговска стока. Што значи ќе имаме намалување и на понудата на трговците во продавниците. Самите производители нема да имаат економска оправданост ако чека се во неизвестност кога ќе им стигне репроматеријалот да работи. Значи, секој ќе размислува на кој начин да се спаси. Не зборам само за Македонија, зборам за регионот во ширина. Ева, од Босна и од 15 и Србија има најавено дека веќе превозниците се распрашуваат како би можело својот капитал, кој што е огромен, да го пренесат во некоја држава од Европската унија, со тоа што ќе се нанесе штета на матичните држави.
Исто така странскиве инвеститори, они дојдоа во Македонија, Србија, Босна, затоа што тука имаа помали трошоци. Доколку им се зголема трошоците, јас претпоставувам дека ќе размислуваат и за селење на капиталот. Што значи генерално ќе дојде до максимално задоволување на растот и развојот на економиите во сите 4 држави. Блокадите се прават само на лентите кои што се за товарен сообраќај. Превозот со патнички возила, со автобуси на патници си оди најредовно, најслободно. Исто така, ако има возила товарени со лекови и потрепштини други, кислород или регенеренси, не знам што за болниците, и тие ќе се препуштаат. Ако се превезува жива стока, и тие ќе се препуштаат. Ако се превезува експлозив и муниција, и тие ќе се препуштаат. Меѓутоа, све друго се запира.